Мини хидроцентралите изградени по течението на Брегалница во Малешивијата, најавата за отворање рудници за јаглен во Делчево и Пехчево и рудник за бакар на Кадиица во Пехчево го отворија прашањето за граѓанско учество во носењето на одлуките кои ги ставаат на вага економските бенефити и интересите на граѓаните за здрава животна средина, односно јачината на нивниот глас. Тргнувајќи од фактот дека веќе евидентните инвестиции во областа на енергетиката во регионот поминаа речиси без вклученост на засегнатите граѓани во донесување на одлуките, но со многу непознаници, револт и за прв пат протести, иницираше да прашаме каде се изгуби јавноста во носењето крупни одлуки кои имаат големо влијание врз животната средина. Во членот 91 од Законот за животна средина е предвидена и задолжителна јавна расправа, која треба да ја спроведе органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, најмалку 5 работни дена пред истекување на рокот по однос на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина и да обезбеди достапност на информациите кои се потребни на јавноста за учество во јавната расправа, како и да ги извести здруженијата на граѓани, формирани за заштита и за унапредување на животната средина од подрачјето на кое се спроведува проектот. Ова убаво звучи на хартија, но каква е практичната примена? Столе Георгиев, инженер за животна средина, истакнува дека досегашната вклученост на граѓаните во креирањето на заедничките политики е на ниско ниво, а ние се уште учиме демократија во која би требало граѓаните да одлучуваат за нивните локални проблеми и потреби. Законот има некои прописи кои што налагаат како треба да биде вклучена јавноста, меѓутоа можам да кажам дека и таму има доста општи одредби, доста, речам, формални работи, каде што во голем дел јавноста не е доволно застапена или баш оние кои што се најзасегнани од самите проблеми не се доволно вклучени во таквите јавни дебати, а да не речам дека и не се вклучени во самите изготвување на или креирање на политики. Пример можем да ги спомнеме до сега кај што се одржаа референдумите за рудниците во Југоисточна Македонија, каде што знаете имаше големо незадоволство од самите граѓани баш за донесување на такви одлуки, кај што не е консултирана јавноста или е многу малку консултирана јавноста, да речеме. Следствено тоа ги знаеме резултатите кои што беа, веќе се донесе одлука и од владата дека рудникот кој што беше предвиден во Ландово, Казандол, нели е стопирана понатамошната. За наредни такви проекти треба да се размисли да биде вклучена многу повеќе јавност. На изворите на реката Брегалница во популарната туристичка населба Равна река кај Пехчево се изградија 5 мини хидроцентрали, во Берово на Клепалска река 2 и 1 на вештачката акумулација Беровско езеро. Стартот на изградбата на енергетските капацитети на Равна река беше проследен со протести каде граѓаните, претежно сопственици на туристички капацитети на Равна река, отворено се спротивставија на мини хидроцентралите со образложение дека не се прашани и дека се нарушува биолошкиот минимум на реката, а со тоа директно се уништува биолошкиот диверзитет во реката, со што паѓаат во вода нивните инвестиции во туризмот. Само ако имало јавна расправа и состаноци со засегнатите странки, ние тука местното население ќе сме им ги кажале локациите. Над водопадите, за да не се уништат водопадите. Надвор од туристичката населба. Замислете ова должина од 4 километри да остане со законски минимум. Овде е веќе нарушен целиот биодиверзитет. Овде веќе е автохтона, овде е просторот кај што се единствено мрести автохтоната пастрамка од Калиманци браната до тука. Ќе се покачат параметрите на загадување во сите области. Не само клима, не вода. Сето тоа, замислете за 250 киловати. Ние немаме баш никакви информации во врска со тоа. Каква била процедурата и како дошло
до издавање на дозвола баш на овој дел да се прави цевковод. Значи сите процедури биле нарушени. Еве, мене како засегнат граѓанин, никој ме нема прашано што се случува со водотекот тука, има ли доволно вода и дали може да се гради такво нешто тука. Преку ноќ ги донесува машините овде ке го прават овој масакар и ова уништување на река Брегалница. Сметам дека луѓето мислат дека овде не живее народ. Немаме против, тоа мора да биде јасно. Немаме против за изградба на хидроцентрала, но надвор од туристичката населба. Пишува дека имало јавна расправа и граѓаните на Пехчево и пошироко се сложиле со таа стратегија. Тоа не е вистина. Јавна расправа во Пехчево немало. Во Пехчево никој не е прашан како и зошто да се гради проектот и да се изведуваат градежните работи. Од општините Пехчево и Берово тврдат дека имало јавни расправи кои се организирани од надлежните министерства, бидејќи општината нема ингеренции во овој дел. Постапката за изработка на проектот на инфраструктура го водеше Министерството за транспорт и Агенцијата за просторно планирање, која беше изготвуваш на планот. Во постапката е предвидена јавна расправа и јавна презентација, која истите го изведува во просториите на општина Берово. Значи, општината имаше улога само да обезбеди простор за да биде обавена јавната презентација. Инаку целата постапка се водат од Министерството за транспорт и врски. Имаше спроведено јавна расправа во општината на 6 февруари. Тоа постои на веб страната на општината, имаше објавено, имаше можност да присуствуваат и повик до сите граѓани. Во 2-дневни вестници беше објавена јавната расправа. Значи, станува збор за целосна малверзација на одредена група на граѓани. Следејќи ги проектните активности од општина Пехчево, побаравме копија од записникот од одржаната јавна расправа, користејќи го правото за пристап до информација од јавен карактер. Иако на веб страницата од општината има информација дека ќе се одржи јавна расправа, добивме одговор дека нема официјален записник и листа на присутни на настанот. За експертот по животна средина Ѓорѓиев, изградбата на мини хидроцентралите носи и придобивки согласно со националната стратегија, но нетранспарентноста раѓа сомневања. Една од главните работи кои што се случуваше во Македонија е што одлуката за такви хидроцентрали се донесе многу на брзина, без јавна расправа или поширока расправа, не само на граѓаните, туку и научната јавност да се вклучи со нивни предози и согледувања, и можеби заеднички да се дефинираат каде ќе бидат таквите места кај што ќе бидат лоцирани и каде се може да се направи такви хидроцентрали и такви зафати. Не само во Источна Македонија, имаше случаи во Македонија каде што во заштитени подрачја се правеа такви зафати, каде што тоа не е воопшто дозволено ниту со законот за природа, нити е дозволено со директивите на Европската унија. Еден таков инцидент, таков, да речеме, проект кој што беше зафатен во Македонија беше Бошков мост. Во Источна Македонија сме сведоци дека имаше такви неколку иницијативи. Одлуката за доделувањето на концесиите е направено без да се изготви стратегиска оценка на влијање на животна средина, односно без широка јавна дебата и да биде вклучена јавност. Затоа, да речеме, има голема и недоверба кај граѓаните и затоа се јавува сомнеж дека голем дел од таквите објекти може би се предмет на некоја, ајде да речеме, злоупотреба или некоја си задна намера, условно речено, кое што нема да ги исполнува самите стандарди. Регионот е во исчекување на одлуката за изградба на рудници на јаглен и термоцентрала. Деталните геолошки истражувања на две локации во Делчевски Стамер и Пехчевско Панчарево потврдија дека овде се наоѓаат 80 милиони тони квалитетен јаглен, кој е значителен енергетски ресурс. Но граѓаните, посебно на Делчево, реагираа на идејата за отворање рудник за јаглен поради близината на наоѓалиштето кој е само на неколку километри од градот. Но тие никогаш јавно не се одважија да се спротистават, посебно кога поранешниот премиер Никола Груевски го најави отворањето на рудникот. За професор доктор Марин Александров, кој долги години работи на истражување на минералните суровини во државава, одржливиот развој и следењето на светските стандарди може да донесат развој на регионот. Одржливиот развој е економски бенефит со еколошки сигурни параметри, односно со сериозна еколошка заштита, што е сосема можна и сосема
препорачлива, значи никој нема намера да работи нешто што е надвор од европските директиви и европските нормативи во таа област. Меѓутоа, неинформираноста и нашиот обичај да сакаат сите да дискутираат на сите теми без да располагат со било какви информации, доведува до заблуда. Граѓанската вклученост во креирањето локални политики во регионот е минорна или ја нема. Оваа ситуација може да се толкува и со нивната доверба во институциите. Граѓаните имаат мислење дека бизнес интересите секојаш повеќе доминираат кај оние кои што носат одлуки, отколку да речеме општествените интереси кои се засегната целата јавност. И можеби и причината да лежи во тоа што недоследно спроведување на законската легислатива. Знаете, едно е кога ќе го напишеме ние на хартија, може да биде прекрасно да изгледа. Меѓутоа во пракса се случува да тоа не се спроведува. Економските и социјалните проблеми со кои се соочуваат граѓаните, може да кажам дека и затоа ги тишти овој народ и затоа можеби таквите проблеми не им дозволуваат да размислуваат на теми кои се поврзани од, ајде да речеме, од општествена корис или од општествено добро за населението. Ако имаме здрава животна средина, ќе имаме и здрав живот. И мислам дека може да биде еден доволен мотив за нас, за граѓаните, за да се мотивираме да зачуваме оваа земја, баш каде да кажеме и за чувањето на природата и на природните ресурси и на здравата животна средина и е патриотско чувство кога на држава. Некомпетентноста на институциите во Република Македонија во последните 20, ако не и повеќе години, доведе до тоа дередже на кое сме сега сите, да не знаеме како да се справиме со развојот и иднината на минерално-сировинската база на Република Македонија, а тоа е област која дава директни ефекти во економските инпути на државата со нови и свежи пари кои доваѓат од извоз. Но прашање е и колку општините се подготвени да ги вклучат граѓаните во процесите на донесување одлуки и креирање политики. Мислам дека нити имало записник во однос на таа јавна дебата поради фактот што не ни постоела самата јавна дебата, иако тврдењата на претходниот градоначалник беа дека имало јавна расправа и јавна дебата по однос на тоа прашање, ние имаме информации дека немало и сметам дека во тој момент ја проверуваме и одредената целосната документација по поглед на хидроцентралите, дали е целосна, дали е навремено и добиена потврда од Министерство за животна средина, од Министерство за екологија, и сметам дека тоа во понатамошниот тек треба да подлежи на одредена ревизија за да ја видиме фактичката состојба со хидроцентралите. Јас можам да кажам како градоначалник дека во иднина за ваков крупен проект кој е од огромно значење пред се за жителите на општина Пехчево, за нашите сограѓани, сметам дека мора да бидат вклучени и тие во донесување на вакви одлуки, затоа што јавното мислење и мислењето на граѓаните на општина Пехчево е многу битно за нас, затоа што претендираме во иднина да бидеме јавна, транспарентна и отчетна општина пред сите. Во рамките на проектот граѓаните креатори на локалните политики за животна средина, што го работи невладината Амброзија од Пехчево во партнерство со телевизија Стар, а во рамките на медија платформа за застапување на граѓанската асоциација Мост, беше изработена и анкета за информираност на граѓаните за можностите за јавно учество со која беа опфатени 100 испитаници од градот Пехчево и 5 населени места во општината. Податоците кои се добија беа фрапантни и зборуваат дека 73% од испитаниците никогаш не учествувале во донесување одлуки на локално ниво. Од анализата на резултатите од анкетата, евидентно е дека граѓаните многу малку знаат за можностите за нивно учество во процесите на креирање на политики за животна средина. На прашањето колку се запознаени со можноста за учество на граѓаните во креирање на локални политики за животна средина, дури 60% од испитаниците одговориле дека не се запознаени со оваа можност,
а само 27% досега имале учествувано во некои процеси за донесување на одлуки, поврзани со различни прашања. Најголем дел од нив биле учесници на одредени трибини или биле дел од анкетирање или на јавни соби. Во однос на сето од прашања кои што се однесуваат на интересот на граѓаните за вклучување во процесите на донесување на одлуки за животна средина на локално ниво, интересен е податокот што дури 73% од анкетираните граѓани се заинтересирани доколку има можност активно да се вклучат во процесите на креирање политики за животна средина. При што сметаат дека најсоодветни облици на вклучување би биле јавните трибини, понатаму собир на граѓани, тематски форуми за одредени прашања и после тоа следуваат другите можности. Резултатите од анкетата алармираат за поголема информираност на граѓаните за нивните права и учество во креирањето на политиките во нивната средина. Исто така евидентен е интересот на граѓаните од друга страна за да се вклучат во ваквите процеси. Така да, како препораки за следниот период кои што треба да бидат превземени од страна на локалната самоуправа, од страна на невладините организации, меѓутоа и од сите засегнати страни се дека како пред се на локалната самоуправа треба да обезбеди соодветни механизми кои што ќе обезбедат вклучување на јавноста во процесите на донесување на одлуки кои што се поврзани со животната средина. Од друга страна е активноста која што би требала во најголем дел да биде превземена од самите невладини организации, меѓутоа исто така во соработка и со општината, да се подигне степенот на информираност на граѓаните, односно тие да добијат соодветни информации за можностите и механизмите за тие активно да се вклучат во процесите на донесување на одлуки. Ваква координирана активност и заедничко делување во следниот период секако дека ќе влијае да се подобри степенот на вклученост на граѓаните во креирањето на самите локални политики и со самото тоа да се подобри квалитетот на живење на локално ниво. Граѓаните кои активно учествуваат во креирањето на локалните политики се активни чинители во општествениот живот, креатори на условите во кои живеат и на иднината на нивните поколенија. Тие имаат можност, но и одговорност да бидат проактивни чинители во развојните процеси и да придонесат во донесувањето на одлуките кои ги засегаат.